Нова пол позиција за Луис Хамилтон, Валтери Ботас втор. Розевиот Мерцедес, односно Строл и Перес го заклучуваат вториот ред за утрешната трка. Сите детали од квалификациите после интрото. Останете со нас. Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Уште една доминантна пол позиција за Луис Хамилтон, 30 пред својот тимски колега Валтери Ботас. Мерцедесот едноставно во квалификацијски услови е несоперлив, а со тоа и Луис Хамилтон и Валтери Ботас. Вториот ред заклучен од Ланс Строл и Серхио Перес, односно Racing Point, по она лавина реакции по протестот на Рено минатата трка дека нивниот болите апла копија на ланскиот Мерцедес. Имаме Фетел и Леклерк, одлично, подобро, многу подобро издание на Ферари на оваа патека. Очигледно дека тракцијата на болидот на Ферари, механичката тракција на спорите свиоци и средно брзите свиоци е на навистина добро ниво и во комбинација со новото предно крило и новиот под донесува малку подобри резултати за Ферари. Се надам дека овој тренд ќе продолжи, а не дека е специфично за оваа патека. Верстапен дури седми, Норис и Сајнц 8 и 9, Мекларен малку пониско. Овој пат се види во последното излегување нивно во Q3 не можеа да ги загреат доволно плевматиците. Од друга страна па Мекларенот, спротивно на Ферари, очигледно дека овој болид е брз на правците, брз во брзите свиоци, меѓутоа мака мачи со загревање и постигнување на работна температура на плевматиците во спорите свиоци, во средно брзите свиоци, така да ќе биде таа една интересна динамика утре да видиме како ќе се одвива темпото во трка на Мекларен на оваа патека. И Гасли, кој не постави време, меѓутоа се квалификуваше во Q3, ја комплетира првата десетка. Разочарување на денот би рекол Алекс Албон со Red Bull, кој не успеа да направи добар круг во Q2 и заглави 13-та позиција. Одличен резултат за болидите на Вилијамс, Расел и Латифи, и двата болида во Q2. Особено кругот на Расел беше одличен и верувам дека втор пат две трки поред ќе стартува на 12-та позиција и другите болиди кон крајот традиционално Магнусен, Квиат, Грожан, Джиовенаци и Реконен, двата болида на Алфа Ромео убедливо последни на оваа патека. Меѓутоа утре имаат слободен избор на плевматици, па ќе видиме што ќе биде. Добро да се напомене и дека Racing Point и двата болида на Racing Point утре ќе стартуваат на средната, односно на жолтата компонента, што ќе даде мала разлика во стратегија утре и се надеваат сигурно на еден пит стоп, меѓутоа многу зависи од временските услови какви ќе бидат утре, зависи од самиот старт, бидејќи Хунгароринг е патека на која нема голем број на претекнувања, нешто налик на отворено Монако. Кога станува збор за бројот на претекнувања на оваа патека, меѓутоа тешко е, но не е невозможно. И после возбудата, обично после првите 6-7 круга, потоа болидите се дистанцираат на секунда и пол до 2 еден од друг, за да ја задржат таа работна температура на своите плевматици на нормално ниво, како не би го пребрзо потрошиле својот животен век. Се надевам дека тоа нема се случи утре. Се надевам дека утре ќе имаме драматична трка. Особено сакам да го видам дуелот помеѓу Строл и Перес. Перес од нема и каде наеднаш се бори за своето седиште во Racing Point, човекот кој го спаси тимот, кој ја поднесе таа судска постапка за да може да се пренесе собственичеството на тимот. Сега наеднаш се наоѓа под закана на неговото седиште, бидејќи на Себастијан Фетел му е понудено место во Racing Point, односно во Астон Мартин Мерцедес следната година. Интересен ќе биде дуелот Перес Строл. Сакам да го видам розивиот Мерцедес како ќе функционира
и во темпо на трка. Очигледно е дека имаат феноменално темпо, кога патеката е сува и кога условите се добри. Меѓутоа, видовте и сами какви се временските услови во Унгарија, така да се може да се случи. Утре 15 часот и 10 минути по македонско време и секако после трката повторно се гледаме овде на Формула на македонски со коментари и анализи на истата. Ви благодарам што го следите каналот. Доколку немате направено subscribe, ве молам да го направите тоа. Тоа навистина му помага на каналот да расте, да биде препознан од страна на YouTube и што повеќе луѓе да го видат. Така да ви благодарам уште еднаш и се гледаме утре после трка. Секое добро и чао!